Ford се разработи и подготви повеќе новитети, особено за купувачите во Европа. Нив посебно ќе ги радува подмладената верзија на Куга, која сега доби лице по рецепт на својот прекоокеански близнак Escape. Изгледот е многу побрутален, внатрешноста помодерна, а техниката подобрена. Некои ќе имаат кисела насмевка заради исфрлувањето на дизел моторите од понудата, но затоа плагин хибридот е засилен и обезбедува подобри перформанси. Обичниот хибрид за поголема економичност изгуби десетина конски сили, а основниот мотор остана ист. Производството веќе е започнато, а цените стартуваат од 40.000 евра. Малите бизнисмени ќе бидат задоволни од понудата на Transit Connect, која е дополнета со плагин хибридна верзија. Овој модел, кој всушност е ребрендиран Volkswagen Caddy, има 1,5 литарски бензински агрегат, кој заедно со електромоторот испорачува 150 конски сили. Батериите му овозможуваат поминување на 110 еколошки километри, а габаритите превоз на 3,7 кубни метри товар тежок 770 килограми. Оние пак на кои бизнисот им оди одлично, ќе може да се почестат со новата генерација на Mustang, која во Европа пристигнува со 450 коњи и цена од 60.000 евра. За американците, Ford ја покажа освежената верзија на Explorer, кој со исклучок на пикапот F-150 е најдобро продаваниот нивни модел таму. Корекциите се доволно длабоки колку да се задржи интересот на купувачите и главно се сведуваат на суптилни козметички зафети и предпакување на нивоата на опрема. Механиката не е чепкана, но затоа цената забележливо порасна, кај некои изведби и до скоро 10%.